Пред 10 дена од печат излезе учебникот по македонски јазик за учениците од 5-то одделение. Коавтори се нашата сограѓанка Марија Богатиновска, одделенски наставник во Основното општинско училиште Никола Карев, заедно со низината колешка Марина Станиславова, одделенски наставник од Неготино. Учебникот кој е испечатен во тираж од 13.574 примероци веќе е дистрибуиран по училиштата, така да во овие последни денови од учебната година учениците учат од него, а веќе од наредниот септември со почетокот на учебната година по истиот учебник настава ќе изведуваат и идните петооделенци. За идејата да се биде коавтор на учебник по македонски јазик, одделенскиот наставник Богатиновска истакна. Да се биде автор на учебник пред се е голема одговорност, затоа што учебникот е основниот ресурс кој што го користат и учениците и наставниците во реализација на наставниот процес. Да се изработи учебник не е едноставно, тоа е еден сложен и долготраен процес кој што мора да помине низ повеќе филтри, односно низ постапката за одобрување на учебник минува низ повеќе комисии, се проверува. Една комисија е од страна на Бирото за развој на образование. Понатаму исто така учебникот, односно ракописот за учебник се проверува од рецензентска комисија и на крајот постои национална комисија за учебници која што го дава конечниот збор. Бидејќи, како што кажав, ова е долготраен и сложен процес, заснован на методологија за изработка на учебници, и интересот кај авторите всушност не е голем, така и во нашиот случај, на неколку повици од Министерството за образование и наука за пријавување на автори за учебници за изработка на ракопис за 5-то одделение немаше пријавено, значи, ниту еден автор. И на крајот во такви случаи се донесува одлука од МОН да се формира авторски тим. И да бидам искрена, доколку не беше мојата пријателка, колешка и соработничка Марина Станиславова од Неготино, јас никогаш немаше да го направам овој чекор, но таа ме мотивираше и заедно се пријавивме на повикот за авторски тим, бевме одбрани, имавме одреден рок за изготвување на учебник и можам да кажам дека и двете максимално се посветивме. Внимателно биравме содржини што ќе бидат застапени во учебникот, истовремено и истиот мора да соодветствува со наставната програма, да ги опфаќа сите предвидени стандарди што се во наставната програма, главната цел како практичари ни беше да создадеме учебник што ќе може да го води ученикот сам низ материјалот, да има факти и податоци во него што ќе го натераат ученикот и критички да размислува и да го применува она што го учи. Значи, посветивме многу внимание на разни активности што го поттикнуваат критичкото размислување на учениците, многу вежби што би го направиле учењето на знаењето на учениците потрајно, а часот на наставникот полесен. Значи, овде е буквално опфатено се што е потребно и за ученикот, и за наставникот, и за родителите, да знаат што нивните деца учеле во текот